Добра вечер ви посакувам во ново информативно издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги видиме најпрвен кратките најави, останете со нас. Мамограф еднаш годишно, ехо на дојка на 6 месеци препорачуваат надлежните. Иницијативи да се прошири бесплатниот паркинг простор. Опожарено моторно возило во Тромеѓа. Жените на време да одат на прегледи и да внимаваат на своето здравје, порачаа учесниците на едукативното предавање за превенција и рано откривање на ракот на дојка во Куманово. Предавањето го организираше Сдруженијето за борба против рак Борка Езра. Доктор Мери Пешевска од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија за медиумите изјави дека карцином на дојка се јавува кај секоја 8 жена. Кај секоја 8 жена се дијагностицира карцином на дојка. Старосната граница на заболените е поместена, односно болеста се јавува и кај млади пациентки на возраст од 20 на години. Во однос на соседните земји во Македонија има висока стапка на заболување, а 1/3 од заболените умираат. Ова се дел од поразителните податоци кои што беа споделени со јавноста на вчерашното едукативно предавање за превенција и рано откривање на ракот на дојка во Куманово. Предавањето го организираше Сдруженијето за борба против рак Борка Езра, а на конкретната тема говореше доктор Мери Пешевска од Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, која порача дека жените треба превентивно да делуваат, односно навреме да одат на прегледи. Карциномот на дојка е најчест карцином и кај жените се јавува многу често, кај секоја 8 жена. Секако тој расте, меѓутоа добро е што жените на време рано го откриваат, така да го откриваат во поран стадиум и практично колку е порано откриен карциномот, тоа значи дека излекувањето е поголемо и повеќе шанси има за комплетно излекување. Инаку бројот на пациентки расте и од Куманово има доста пациенти. Се померува, значи по студии беше 50-та година, меѓутоа имаме многу млади пациенти, дури околу 20 години, што старосната граница на вистина се намалува. Апсолутно секаква терапија, мислам, онколошки третман со хемотерапија, радиотерапија, хормонска терапија, адекватно секој се лекува индивидуално, за секој пациент, значи се препишува одредена терапија индивидуално за секој, зависно нели од стадиумот на болеста, имунохистохемијата и другите прогностички фактори. Ехо на дојка се предвидува на 6 месеци, а мамографија еднаш годишно. Секако и гинеколошки прегледи, други додатни анализи доколку е тоа потребно. Според анализите на Сдруженијето Борка Езра, во Македонија минатата година имало 1200 новозаболени пациентки од рак на дојка. Кампањата што ја спроведува Сдруженијето има за цел да ја подигне свеста кај граѓаните за превентивно делување и подобрување на квалитетот на животот на пациентите со малигни заболувања. Досега во градовите најмногу прашува за својот тип на карцином, затоа што нели они си прават моабет, па споредуваат, па сега јас ја примам оваа терапија, колешката или другата моја пријателка не ја прима. Така што им се разјаснува точно нивната болест, мислам хер позитивно, хер негативно, дали е хормонски зависен, не хормонски зависен карциномот и според тоа зошто докторот ја одредил таа терапија. Во Македонија изминатата година имаше околу 1200 ново заболени пациенти од рак на дојка. Тоа е голема бројка во однос, па горе-доле варира, тука стои границата околу 1900, 1200, 1100, мислам изминативе години. Нели стагнираше во време на ковидот и сега више се зголемува бројката затоа што тогаш нели прекинаа мамографските прегледи, прекина скринингот и сега е зголемена бројката. Па ние имаме висока стапка на заболување за разлика од другите земји, мислам во споредба со соседните земји, например Албанија, Косово, они имаат по 600 дијагностицирани годишно, нашата бројка е дупло. Од Сдруженијето најавија дека во соработка со владата е предвидена набавка на мобилен мамограф, со кој ќе се посетат руралните подрачја во државата и ќе се овозможи преглед на жените во сите делови од Македонија. Ваквите предавања се организираат во 13 градови. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека синоќа околу 23 часот територијалната противпожарна единица Куманово интервенирала на опожарено моторно возило.
Според СВР Куманово, синоќа било пријавено дека во дворно место во село Тромеѓа Кумановско настанал пожар во патничко возило Volkswagen Туран со скопски регистарски ознаки, сопственост на 40 годишен жител на Скопје, кој претходно пристигнал во дворот со возилото. Пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Куманово, а повредени лица нема. Извршен е и увид на местото на настанот, соопштија надлежните. Да се прошири бесплатниот паркинг простори на лицата со попреченост кои не се од Куманово, како и за заболените од цистична фиброза, но и да се означат паркинг места од чие користење средствата би завршувале во хуманитарни цели. Предлага советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. Повеќе детали од прилогот што следува. Во најголемата општина во земјава веќе неколку месеци се реализира програмата за повластен паркинг простор за лицата со попреченост. Советот на општина Куманово донесе одлука 3 милиони денари да се одвојат за оваа намена. Интересот за користење повластен паркинг, велат надлежните, е голем, но деновиве советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата покренаа иницијативи ваквата поволност во Куманово да ја користат и лицата со попреченост од останатите градови во земјава, но и за прв пат да се означат места од чие користење средствата би завршувале во хуманитарни цели. Од една страна им се прави заштеда на некој начин на семејниот буџет, од друга страна пак им е од корист за секојдневното олеснување, за секојдневното функционирање. Колку и да добра една програма, кога ќе се увиди потреба, истата треба да биде и надградена и проширена и во некој дел нели сменета. Конкретно даваме како советничка група иницијатива за промена овој пат не на програмата, туку на ценовникот на јавното предпријатие Куманово паркинг. Поточно во член 11 се предвидени 2 става во кои што стои дека возилата на државните служби на подрачните оделенија кои што немаат свое паркинг место можат да користат бесплатно паркирање и исто така службени возила кои што се на некаква интервенција исто така може да користат бесплатно паркирање. Ние тука предлагаме да се воведе, односно да се дополни со трет став кој што ќе предвидува дека возила кои што ќе бидат обележани видливо со налепница за инвалиди и кои што се со регистарска табличка различно од Кумановската, да бидат исто повластени, односно да може да користат бесплатен паркинг, а се со цел да не се повтори случката што се случи во Скопје пред неколку недели и кој што беше навистина непријатно. Лице со попреченост беше казнето за паркинг само затоа што не било жител на Скопје. Во разговор и по реакција од наши сограѓани кои што чии што дечиња или самите тие се заболени од цистична фиброза и уште од Адисонова болест, давам иницијатива за дополнување на програмата за повластено паркирање, сметајќи дека тие се малку на број. Всушност за цистична фиброза како и за други болести нема регистар во државата, меѓутоа тие се познаваат меѓу себе. Имаме сознание дека во Куманово се 6 до 8 со цистична фиброза, а со Адисонова болест не повеќе од 20. И сметаме дека финансиската рамка која што годинава е 3 милиони денари дозволува и може да се вградат токму овие наши сограѓани чие што кажување е дека ќе им биде од корист и ќе им значи. Оваа советничка група достави иницијатива до управниот одбор на јавното предпријатие Куманово паркинг и за овозможување паркинг места од чие користење средствата би завршувале во хуманитарни цели. Вакво нешто веќе се применува во неколку градови во земјава. Согласно сегашната програма, повластен паркинг простор можат да користат лица со дијагнози детска парализа, церебрална парализа, мултиплекс склероза, лица кои се на дијализа со ампутирани екстремитети, 80% оштетеност на телото, слепи лица на 90%. Тие поднесуваат барања со дополнителна документација, пошто се формира стручна комисија во јавното предпријатие која го одобрува бесплатното паркирање. Од ВМРО ДПМН и коалицијата очекуваат иницијативите да добијат поддршка и од останатите советнички групи. Во Кумановската полиција било пријавено дека во продажен објект на улицата 11 ноември во Куманово едно лице со употреба на сила кон вработената одзело пари од дневниот промет. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, информира полицијата.
Голем интерес од ученици, родители, случајни минувачи за денешниот велигденски базар, организиран во училиштето Магдалина Антова. Рачните изработки од учениците под менторство на дел од наставниците се продаваа по символична цена, а собраните средства ќе бидат наменети за потребите на учениците во училиштето. Во пресрет на големиот христијански празник Великден, денеска во основното училиште Магдалена Антова се одржа традиционалниот велигденски базар. Голем број ученици, родители, случајни минувачи дојдоа во дворот на училиштето да ги посетат тезгите на кои што беа изложени велигденските украси изработени од учениците заедно со делот наставниците и секако да си купат по некоја рачна изработка. Денеска одржуваме велигденски базар со мојата колешка Оливера по музичко професор. И има многу интерес што нас баш не запрепасти дека толку сакат луѓето да дојдат, што е убаво за нас и за учениците, па што знам, не се спремаме нешто многу, ајде да кажем месец дена. И константно правиме некои нови идеи, нешто, знаете, што можат учениците сами да го изработат и да е од рециклиран материјал. Тоа не е баш битно за малку да ја заштитиме нашата животна средина и едноставно која ќе ја купите да биде убаво дома, да ни се допаѓа на нас. Цените, па можам да кажам дека се по символична цена, да си дозволат сите што сакаат нешто да земат, имаме и колачиња да се засладат и тоа е баш од деца направено, лично, така да без помош на деца и без колечка ништо немаше да направиме. И јас сум среќна што има баш многу интерес за тоа. Средствата кои што ќе бидат собрани на денешниот велигденски базар ќе бидат наменети за потребите на учениците и на училиштето. Во нашето училиште е традиција пред Нова година и пред големиот наш христијански празник Великден да се организираат новогодишен и велигденски базар. Значи тоа се покрај сите активности кои што се спроведуваат и креативни активности кои од страна на наставниците ги потикнуваат учениците, значи со своите креации, со своите трудови, заедно во соработка со родителите, значи да учествуваат, а самите средства кои што ќе ги соберат учениците начело со председателот на оделенската заедница во училиштето, значи купуваат средства кои што се неопходни за нив во училиште, дали лектири, дали било што, значи средства кои што значи со стрикна намена од страна на учениците. Еве во периодот на новогодишниот базар си купија елка, значи од тие средства кои што ги собра си купија Дедо Мраз, значи самите ученици ги украсуваат холовите. Вакви активности по повод Великден се организираат и во останатите училишта во градот. На предлог на Министерството за образование и наука, владата усвои измени на Законот за основно образование со кој се решава долгогодишен предизвик поврзан со обезбедување на редовен образовен процес за малолетниците во воспитно-поправните и казнено-поправните установи. Новите измени на законот предвидуваат образовниот процес за малолетниците во воспитно-поправните и казнено-поправните установи, наместо по експериментални програми како досега да се спроведува по наставен план и наставни програми за основно образование на возрастни. Учениците по формализација на образовниот процес ќе добиваат свидетелства за завршено образование, како и учениците во редовните основни училишта. За нивно вклучување во настава, доколку се под 16 годишна возраст, претходно се врши проверка на знаењето заради распределба во соодветно оделение на основното образование. Наставата пак ќе ја реализира училиште кој има верификација за образование за возрастни и реализација на настава на мајчин јазик на ученикот во овие установи, односно тоа е Основното општинско училиште за возрастни Антон Семјоновиќ Макаренко од Скопје, а за реализирање на законските измени првично ќе биде потребно да се вработат најмногу 6 наставници. Бројот на наставници што ќе треба да се ангажира во иднина ќе зависи од бројот на штитениците во воспитно-поправните и казнено-поправните установи и групите, односно паралелките кои би се формирале. Законските измени кои ќе бидат проследени до собранието всушност овозможуваат системско решавање на предизвикот со образованието на малолетниците во овие установи, со кое воедно и се реализираат дел од препораките во извештајот на Европската Унија за напредокот на земјата во делот на човекови права.
Волонтери од Општинската организација на Црвен крст денеска во рамките на проектот Град во бој на среќа го разубавуваат дворот на училиштето Магдалена Антова. Активностите ќе продолжат и во останатите училишта, информираат од Црвен крст Куманово. Ова активност е во рамките на Град во бој на среќа, што е проект организиран преку Црвен крст на Општинска организација Куманово. Инаку проектот е разработен на цело ниво на Македонија преку ПХВ циклус и ние одлучивме да помогнеме на училиштето Магдалена Антова да добие побава слика од надвор и да има бои кои што ќе го разубават и градот и училиштето и ќе го разубават децата на сите ученици кои што ќе учат во идните генерации тука и тие што моментално учат. Дали во наредниот период ќе имате активности во други училишта? Да, имаме активности и во други училишта, како што ќе цртаме низ градот, ќе видите подоцна со нашите проекти, ќе пишуваме мотивациони пораки, што ќе ги разубават, што ќе го разубават делот на секој граѓанин на општина Куманово. Во текот на вчерашниот ден во период од 9 до 14 часот Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на прекршоци што ги прават пешаците. При контролата санкционирани се 220 пешаци, од кои 204 за небезбедно преминување на улица, надвор од пешачки премин. За време на контролата санкционирани се и 107 други видови на прекршоци. Во текот на вчерашниот ден Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Република Северна Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 264 возачи. Од нив 10 возила се движеле со брзина над 50 км на час, повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час, повеќе од дозволената брзина. При тоа 132 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 132 надвор од населено место. Времето денеска во Куманово беше променливо сончево, максималната температура се искачи до 16 степен, а минималната беше 1 степен Целзиусов. За утре метеоролозите најавуваат променливо сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 8 до 20 степени Целзиусови. Ви благодарам на вниманието. Имајте пријатна вечер.